Добро вечер, почитувани гледачи. Телевизија ТВМ започнува со реализација на емисиите во кои што ги представуваме носителите на советничките листи, кандидатите за градоначалници. Станува збор за она бесплатно представување на сите овие играчи во локалните избори 2021 година и чест и задоволство прв гостин во студиото на ТВМ телевизија ќе има господинот Александар Станковски, инаку е носител на кандидатска листа на коалицијата Движење одлучно за промени. Станува збор за коалиција на партиите ДОМ и ЛДП. Добре ми дојдовте во ТВМ телевизија, како сте? Добро, ви благодарам на понудата. Чест ми е да во вашата телевизија да го отпочнам на некој вид и мојата изборна кампања. Така. Задоволство ни е и нас што сте тука. Да започнеме со овој краток разговор. Станува збор за една многу специфична кампања, исто како и кампањата во 2019, се извинувам, година. Специфични услови, се уште ковид пандемијата ни трае. Како носител на листа ќе ја водите кампањата и која е вашата целна група, онаа демографска група кон која ја насочувате кампањата? Пред се обврзуваме дека ќе ви почитуваме сите протоколи за заштита превенција од COVID-19, ќе се држи растојание, ќе се употребуваат маски, онаму каде што е предвидено, и најголемиот дел од нашата понуда ќе биде преку медиумите, преку билборди, паноа, а одреден дел и преку непосреден контакт со граѓаните на нашата општина. Наша цел е пред се да излезат неопределените гласачи, да го дадат својот глас, еднаш веќе да дадат глас на, јас можам слободно да кажам дека се работи ова за движење, кое по иницијатива на двете партии ЛДП и ДОМ е оформено, во кое покрај членови на партиите, ево јас, има и други членови, односно носители на листи, кои се од ова движење во другите општини, кои не се членови на ниедна од овие партии, меѓутоа, по разгледување на програмата и нашата визија за развој и за промени, посебно во политиката, бидејќи знаеме дека веќе 30 години, двете најголеми партии се тие кои диктираат, тие кои одлучуваат, и мислам дека време е да имаш реколикост во Советот, време е да се слушне гласот на граѓаните, а гласот на граѓаните е само глас кога ќе излезат и ќе гласаат за промени во нашата општина. Така. Господине Станковски, кои според вас се оние развојни приоритети на општина Охрид, барем кога станува збор за локалниот економски развој? Што мислите, кои мерки се потребни за развој на малите, на средните предпријатија, за развој на занаетчиството, на угостителството, она што го придвижува градов? Економски барем. Една од нашите цели е развој на политички, економски, социјален, културен и спортски развој во нашата општина. Целта е Охрид да биде град посакуван за многу луѓе кои не живеат во моментот, да би нашле свое вработување во нашиот град, се разбира со посебни услови и со повисоки примања. Нашата насока ќе биде кон развој на малите и средни предпријатија, да им се даде шанса да ги уживаат оние исти права кои ги уживаат и правните лица кои се наоѓаат во тир зоните, каде што државата вложува одредени средства, односно не ги задолжува со одредени давачки, а со таква иста, да речеме, некој вид помош на сите останати правни лица, за кои претходно кажав, и се главните седишта им се во нашиот град, мислам дека тогаш ќе има задоволни граѓани, нема да има одселување, бидејќи знаеме дека
Охрид навечер е пусто веќе, не само во овај период, туку тоа се осеќа од целиот период во текот на годината. Така. Посебно би сакале занаечиите да најдат да се преземат соодветни мерки, стимулирање, ослободување од одредени давачки, со цел на вистина онај турист кој ќе дојде, кој да види нешто ново, да види нешто од нашето минато, да му се понуди нешто на туристот изработен од нашата нечија од нашиот град. Така. Стопанската гранка која што го движи нашиот град и што станува карактеристика за Охрид, представува туризмот и која е визијата на движењето одлучно за промени на Доми ЛДП, барем кога станува збор за туризмот, каков туризам на Охрид му е потребен, како треба да се представуваме на туристичкиот пазар, што треба да направиме? Сакам да укажам на фактот дека... Да се извинувам, само да нема пандемијава да трае до безкрај. Јас се надеваме сите. Веќе јас сум во многу близок контакт со одредени собственици, управители на правни лица кои поседуваат хотели и веќе има најава за гости од странство, од Шпанија, од Русија. Се надевам дека времето на ковидот ќе помине веќе. Так. Јас како прво сакам да укажам дека еден сум од иницијаторите кои двајца наши граѓани кои живеат и работат во странство, во Америка, вложија голем капитал во нашите хотели и пред се поседува 2 хотели и повеќе акции, посебно во туристичката дејност. Јас бев иницијатор од тие да ги вложат својот капитал и многу сум запознан со проблемите кои се во туризмот. Пред се, Охрид еднаш треба да стави крај на одржување на концерти во период од 10 дена, посебно надвор, во период од крај на јули до 5 август. До средината има можда и 50 концерти за 5 дена. Да. Јас наша заложба ќе биде да има некакво ограничување и во тој период да до почетокот на годината, односно некаде до март, да се знае колку концерти и кои концерти може да се одржат во. Бидејќи знаеме во тој период има и гости кои доаѓаат од странство во нормални услови, зборуваме за утре, како ќе биде и како било во минатото. Меѓутоа, со одржување на вакви концерти, јас сметам дека туризмот се сведува на прилив на туристи, деца, млади, кои оставаат зад нив, знаеме какви ствари и све, и сметам дека Охрид треба да биде на повисоко ниво на туристи кои треба да бидат наши гости. Сметам дека покрај тоа повисоко ниво Охрид заслужува да биде и место за припрема на многу спортски екипи, без оглед на тоа дали се фудбалски, ракометни екипи, бидејќи нашата клима тоа го дозволува, како во летниот, така и во зимскиот период. Посебно и нашата надморска вистина. Ние сме на едно повисоко ниво, подобри услуги, се разбира повисоки цени и пред се ние веќе отпочнавме со клубови како што е Црвена звезда од Белград да доаѓаат и нивните младински школи одржуваат во нашиот град припреми. Оваа туристичка сезона во пандемијава ја одбележа статусот кој Охрид го има под УНЕСКО како едно од ретките природни и културни наследства кои се заштитени од страна на
УНЕСКО и локалната самоуправа игра и голема улога во спроведувањето на оние препораки кои што УНЕСКО ни ги дава. Прашањето за вас, кој е вашиот став по ова прашање во врска со отстранувањето на дивоградбите во централното градско јадро, на плажите, во оние заштитени подречја како што е Националниот парк Галичица, како тука треба да реагира идната локална самоуправа? Видите, програмата посебно на Дом е јасна. Ние и како движење сме за отстранување на сето она што е нелегално и што би сметало Охрид да го изгуби правото да биде град на УНЕСКО. Така. Согласни сме, сето она што не може да се вклопи во планот да биде отстрането. Меѓутоа, да нема селективност и тоа да се врши за секој правен субјект или физичко лице, бидејќи знаеме ние како се прави во нашата држава, посебно во нашиот град, ако не сте член на некој од поголемите партии или во зависност од тоа кој ќе биде на власт, да има селективност. Сме за отстранување, повторно кажувам, сме за зачувување на статусот на УНЕСКО, но тоа да не биде селективно, туку да биде према секој. Посебно сакам да укажам на тоа дека не може локалната самоуправа да превзема било какви отстранувања на градежни објекти веќе во отпочната туристичка сезона. Тоа мене ми е нејасно. Секој чека во нашиот град, знаеме колку луѓе живеат, екзистираат од оваа дејност, колку луѓе вработуваат таквите објекти и пред почеток на сезона да се отстрануваат такви објекти или да се затворат, мислам не е во ред. Е во ред, меѓутоа тоа да се знае дека е завршено пред почетокот на туристичката сезона. Така. Станковски, во 21 век, не знам која поред ни е кампања од осамостојувањето на Македонија, ние се уште слушаме ветување за решавање на комунални проблеми од типот ќе ви направиме тротоар, ќе ви ја подобриме канализационата мрежа, ќе имате подобро водоснабдување, ќе ви асфалтираме оваа улица. Која е вашата визија на вашава коалиција, како да се подобри условот на граѓаните? Тоа што сега го прават партиите, не зборувам за оваа партија која е на власт, туку знаеме и за изминатите, пред изборни активности тие отпочнуваат со преземање на било какви градежни действија, дали преправка на кров, дали поставување на бекатон, дали асфалтирање на улици. Меѓутоа, тоа е нивна должност. Имаме јавни предпријатија кои секојдневно треба да си вршат работите и онаму каде што нешто недостасува, треба да го отстранат или да го поправат. Точно да се знае пред носење на таквиот буџет, која улица треба да биде асфалтирана, која улица треба да биде адаптирана, реконструирана, какви градежни активности, каде, и точно да се назначи која улица, бидејќи знаеме што се случува подоцна пред носење на таквиот буџет. Има случаи да се утврдуват колкав износ, но познаник мој, ваш или некој близок прават улици кои не се навистина во таква состојба да се врши реконструкција или поправки, а остануваат улици кои за жал или други горшливи проблеми, не се само улиците. Знаеме дека во Видобишта нема вода. Знаеме дека јас самиот се прашувам како луѓето од Рача, над хидробиолошки, ќе ги пуштат децата на школа или во град, кога не може да преминат од спротивната страна. Така. Каде сме биле досега, односно оние кои одлучувале да го решат тој проблем, да стават некаков мост, се знае како, Так. се знае да и реша, то се некои потреби кои секој граѓанин ги го гледа дека треба да се направи,
но не се спроведу. Станува збор за некои работи кои што се од суштинско значење за овој регион. Сакам, се извинувам, само Поведите. сакам да ви кажам дека ние имаме и замисла да има реонски општинар кој секоја недела ќе излегува на терен и ќе гледа кои работи му недостасуваат на тој реон и ќе контактира со граѓаните од тој реон. Доколку има некои барања и тие работи, да ги постават, да ги достават до надлежните служби и до представниците кои ќе бидат советници во идниот совет на општина. Така, се приближуваме до крајот на нашиот разговор. Господине Станковски, во оваа кампања и на овие избори, уште пред да почне самата кампања, како никогаш досега се туркаат тие зелени агенди за подобрување на животната средина, она што е актуелно, имавме можност да видиме кои се последиците, поточно ова лето имавме можност многу да видиме кои се последиците. Кои се вашите ставови, ставовите на коалицијата која што вие ја представувате кога станува збор за заштитата на животната средина, од спомнавте и самите, од комуналната хигиена во градов, квалитетот на водата која што ја пиеме, квалитетот на Охридското езеро и да не набројувам. Која е вашата визија, кои се вашите ставови, што треба да се направи? Нашата визија е следна. Стоп за понатамошно бетонизирање на Охрид. Меѓутоа, мене ме зачудува сега овие партии кои досега се менува на власт, истите партии кои досега гласаа за таква урбанизација на Охрид, сега бараат тие стоп на урбанизација. Ние не сме за преградењето. Така, развојот на една општина не може да се запре. Да се развива, да се гради, меѓутоа да се гради согласно она што е предвидено, така, а не да се менуваат генерални и детални урбанистички планови за да се задоволат нечии интереси. Јас не гледам никаква вина на инвеститорите и оние што градат, туку вината е во нас, во луѓето, во граѓаните, а пред се во советниците кои носеле такви одлуки во текот на досегашниот нивни мандат кој бил. Ние сме за нови зелени површини, ние сме за површини каде што можат и пензионерите дел од својот дневен живот да се одмараат во одредени места. Ние сме за Охрид да има повеќе паркови, да има подобро зеленило и заштита пред се на Охрид, на Охридското езеро. Така. Мислите ли дека кај населението е доволно развиена свеста за зачувување на животната средина или ова само таксативно го споменуваме во време пред избори, кога треба да се истера некоја кампања или некој да се реализира некој проект? Мислите ли дека народот е свесен за колку сериозна работа станува збор? Јас мислам дека народот е свесен, бидејќи ние, ко народ, ко граѓани, доколку одиме на други места, ги почитуваме законите, не фрламе ги обре никаде, меѓутоа овде повторно сакам да укажам, овде ако се направи некаков прекршок, фрламе шутеви на места кај што се зелени, кај што не треба да се, меѓутоа бараме пријатели и таквите казни да ги одбегнеме, само строго почитување на нормативите кои се, имаме нормативи, имаме закони, имаме подзаконски акти кои го регулираат тој дел, и строго применување на казни, мислам дека народот наш, граѓаните се свесни за она што е, дека она што го загадуваме, нас ни се враќа од друга страна, гледаме затоплувања и сите други работи и мислам дека свеста е на високо ниво кај граѓаните. Така. Господине Станковски, мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството и за тоа што започнавме со вас со овие емисии, со реализацијата на овие емисии. На самиот почеток сме на кампањата, ми останува да ви се заблагодарам и да ви посакам успех во спроведувањето на кампањата и секако успех на денот на изборите. Ви благодарам и ги повикувам граѓаните да гласаат за промени, бидејќи веќе да го заборавиме црно-белиот свет,
и нешто да превземеме за нашата општина. Така. А вам, почитувани гледачи, ви се заблагодарувам за вниманието. Останете со програмата на ТВМ телевизија, следуваат се уште интересни содржини.